Здраво на девиците и добре дојдовте во вашето видео во кое ќе ги читаме љубовните пораки и ќе се однесуваат на периодот кој следи. Значи се што ќе зборуваме овде ќе биде само во полето на љубовта. Генерални пораки се разбира, нешто ќе се однесува за вас, нешто не, она што ќе го предпознаете како автентично. Прифатете го, нека ве води и да преминеме на пораките. А тоа е девиците периодов со што ќе се соочуваат. Па ќе се соочувате со некакви активности, се нешто ќе се случува. Меѓутоа, јас гледам овде, многу пати се појавува дека вие треба да причекате. Не знам зашто, не знам што сакате да направите, меѓутоа пораката главна за вас е да причекате. Никако да не избрзувате. Значи, во секој момент кога ќе почувствувате некаков импулс, некаква потреба да реагирате, малку причекајте. Да, не мора, вие нема да треба да чекате со недели, месеци, години, меѓутоа секогаш кога ќе почувствувате некаков импулс за некаква брза реакција, препознајте го моментот и причекајте. Затоа што можно е да направите некакви грешки, ако избрзате, грешки кои доаѓаат од немање доволно информации, немање чувство дека е времето дојдено. Значи, за се што треба да се случи, си постои време во универзумот, затоа не одете пред времето, причекајте. И сега, многу од вас пред некаков предизвик, што да направите и какви методи да преземете. Нешто треба да направите и вие се двоумите дали да преминете дали да одите со традиционалниот начин или да преминете на некој посовремен, по-иновативен метод. Не знам зашто се работи, вие тоа знаете, но вас сега, кај вас дилемата е околу методот, каков да биде методот. И повторно и овде. Значи, само немој да избрзате. Почувствувајте, ќе почувствувате, затоа што тоа кога ќе треба да се случи, кога ќе треба да се донесе одлука, или да се направи нешто, вие тоа ќе го почувствувате. Ќе го почувствувате, дали ќе дојде како одговор, дали ќе дојде како совет, дали ќе дојде како некоја нова можност која ќе се појави од негде никаде. Значи, сето тоа додека не го имате, не преземајте никакви активности. До тогаш, вие само прибирајте информации, вие само погледнете длабоко во вас, видете што чувствува вашето срце, затоа што секогаш одговорот се крие во нас. Колку нас само разумот може да ни ги помати мислите околу одлуките, меѓутоа во нашето срце ние секогаш знаеме што е правилно и што е погрешно. Затоа, само не брзајте. Еден друг дел од вас, кај некој друг дел од вас, кај енергијата на партнерот, гледам дека некакви грижи има тој. Партнерот ваш има некакви грижи, се грижи околу финансискиот дел. Значи, вие сте исправени пред некаков предизвик. И сега, партнерот се грижи дали ова ќе може финансиски да го подкрепите вие двајцата и да го изнесете, затоа што нешто треба да започнете, нешто почнувате, нешто сакате да изградите од темел, нешто сакате да започнете од нула. И предстои битка, предстои период на милион активности и одлуки и работи кои треба да се завршат, направат. Партнерот се грижи околу финансискиот дел, а неговите грижи сакам да ви кажам дека неговите грижи се апсолутно непотребни периоди, затоа што вие ќе бидете подкрепени. Едноставно, судбината, универзумот
сето тоа заедно сето тоа заедно со една прекрасна енергија ќе потпомогне вие да го изведете нешто. Јас мислам дека еден мал дел од вас, можеби вие се обидувате да зачнете. Вие имате проблеми околу пременоста или зачнувањето и се прашувате какви методи да преземете, се прашувате дали ќе може да го изнесете сето ова. Ви уверувам дека единствено што треба да направите е да не брзате, а се другото ќе си дојде. Затоа што доаѓа, тоа сигурно доаѓа. Меѓутоа си го чека своето време. Кај некого веќе и дојдено. Значи, наскоро ќе бидете среќни и ќе извојувате победа во оваа битка, каква и да е оваа што ја водите заедно. Партнерот може би се двоуми околу тоа дали судбината, дали Господ, дали што и да представува таа една голема сила и енергија која не води, над која ние немаме моќ, но е тука и не води. И партнерот се двоуми дали таа сила и моќ ќе потпомогне нешто да се оствари, да се успее, да се издржи, да се изнесе. И значи сигурно ви кажам дека вие ќе успеете. Значи ќе успеете. И ова е карта на успехот. Ова е успех, ова е некој кој бил во битка некаква и се вратил со победа. Значи се вратил со победа, извојувал победа. Ова сте вие и партнерот. Вие сигурно ќе извојувате оваа битка со победа. И сега еден друг дел од вас, вие што сте сами, вие што сте сингл, кон вас доаѓа некој со некаква понуда и јас мислам дека ова е непристојна понуда. Ако не изгледа на прв поглед дека е непристојна, тогаш не е честна. Енергијата во ова нешто не е добра. Апсолутно не е добро, затоа што ова единствено што може да ви донесе во животот се проблеми и грижи. Значи некој доаѓа со нечестни намери. Неговите намери не потекнуваат од никаква честна емоција, нити љубов, нити. Како ќе го препознаете? Ќе го препознаете по тоа што се разликува многу во години, во возраст, значи вашата разлика во години е голема. Ќе го препознаете по тоа, можеби ќе го препознаете по моќта, можеби финансиски многу моќна личност е ова, можеби моќна во општеството, во средината во која живеете. Значи, по тоа ќе го препознаете. И внимавајте на што се согласувате со таа личност, затоа што сам дека не е тука за да донесе добро. Нешто доаѓа, кажав, некаква енергија и за еден друг дел од вас ќе биде убава. Таа една свежа, млада, нова енергија која доаѓа и таа ќе си ја препознаете, се разбира, по сличноста во години, по свежината што ја носи, по чувствата што ги буди кога е покрај вас. И по тоа ќе го препознаете. И тоа е она доброто и она вистинското кое треба да го прифатите. Значи, пораките за вас отприлика се тие да не брзате, во никој случај да не брзате, затоа што вашиот сон или вашите соништа наскоро ќе станат реалност. Вие верувајте си на себе, верувајте на нештото и тоа ќе се оствари, тоа ќе успее. Значи, никако не смеете нештото да го обтоварите со лоши чувства, со дилеми, со негативни емоции, никако. Само бидете по-оптимистични периодов и се ќе биде добро, затоа што иднината е многу убава, многу светла, без разлика во каква и да сте сега состојба.
работите изгледаат многу светли во иднина. И па, драги мои девици, се надевам уживавте и до следната видео. Чао, чао!